Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје е клучната здравствена установа во државата за дијагностика и лекување заразни болести. Функционира во рамки на клиничкиот центар Мајка Тереза и има околу 150 вработени, медицински и административен кадар. Сите тие од пред околу 1 месец имаат нова рутина при доаѓање и заминување од работа. Покрај употребата на картичките за евиденција на работното време, треба да направат двојна идентификација, да остават отпечаток од прст. За доаѓање на работа треба да се притисне F1, треба да се стави палецот и веднаш се регистрира името и презимето на секој еден вработен. За заминување од работа, значи истиот принцип, само што тука притискаме F2, притискаме и повторно име и презиме на секој еден вработен. Апаратите се поставени на двата влеза на клиниката. Системот го покажува точното време на регистрација. Досега немало поголеми проблеми, вели главната медицинска сестра на инфективната клиника Даница Бошковска. Станува збор за пробен период, па вработените имаат време да се привикнат на новиот систем, вели таа. Сето на регистрирање како што било до сега мислам дека многу сериозно ќе биде сватено и дека секој еден вработен ќе се куца на време. Не се лута дел од колегите? Најпрво имавме потреба да бидеме сигурни дека ништо не правиме со оглед на личните податоци кои што за секој еден вработен треба да бидат заштитени. Прво тоа нас не беше битно, пример као раководител директорот и као главна сестра јас на клиниката, сметавме дека најпрво тој документ требаше да биде донесен, да не оштетиме никој од вработените, а се друго што е полесно за наша евиденција е многу подобро. Инфективна е една од првите клиники во Скопје каде Министерството за здравство го спроведува пилот проектот за евиденција на работното време. Директорот на клиниката Фадил Цана вели дека станува збор за софистициран систем кој дава податоци во реално време. Тоа, според него, веќе придонело за подобра организација и поголема ефикасност во работењето. Без оглед на кој систем ќе се спроведе, секоја новина, тоа е во природата на човекот да даде отпор, нели се повикува на Законот за здравствена заштита, но мислам дека тоа е више средено со правилниците што више се излезени во службен весник и со дозволата дадена од Агенцијата за заштита на лични податоци. Тоа е регулирано и на сите вработени им е кажано дека правно е тоа средено и дека е задолжително да дават податоци, затоа што нема никаков резон дека може да се злоупотребуваат тие податоци. Голем дел од критиките се однесуваа на тоа дека дел од лекарите, конкретно да речеме, поголем дел од времето го поминуваат во приватно здравство и работат паралелно и таму. Сега дали се намалува таа можност или? Сега не можам да зборувам поединечно за другите клиники, кај мене таков случај нема, ниту имало, ниту има, ниту верувам дека во иднина ќе има. Но факт е дека со фингерпринтот со тоа се намалуваат можностите за манипулација и злоупотреба. На прашањето колку системот ќе донесе суштински промени во однос на здравствените услуги, во лекарската фела и за пациентите, или станува збор за поголема контрола, Цана вели. Звучи како контрола, но со тоа барем јас како тоа го доживувам, можам да споделам дека со овој систем некако се подигнува и одговорноста уште повеќе на вработените, дека со овој систем треба да се посовесни, поодговорни и не дека е целта да се казнува, туку целта е и посовесно и поодговорно да се биде на работното место. А со тоа нормално дека ќе има импакт и во да кажам, во услугите кон пациентите. Проектот за евиденција на работно време преку отпечаток од прст и тоа во сите државни установи го турка министерот за здравство Азир Алиу. Целта, вели, е да се намалат злоупотребите и манипулациите со дежурствата. Системот, барем засега, не предвидува казни. Еден голем дел на директорите
освен што го поздравија, други барат да го пилотираме кај нив, бидејќи ние сме мала држава и злоупотребите од типот куцање на 3 картички од еден вработен, знаеме дека не е исклучок во нашата држава и често се случува. Фингерпринтот не може да се лажира, има заштити и ние сме сигурни дека со овој пристап, со дигитализација на работното време, уште еднаш не е против докторите и вработените во здравствениот систем, едноставно е да можеме тој бенефит на здравствени институции, на граѓани и на државата, да го почувствуваме сите ние кои што живееме во оваа држава. Пробна употреба на системот во моментов има во Министерството за здравство и на 3 клиники. Ентузијазмот на министерот не го менува фактот дека има отпор кај дел од лекарите. Од самостојниот синдикат на вработените во клиничкиот центар велат дека остануваат на ставот кој преку допис го доставиле до Министерството за здравство уште во јануари. Во него се вели дека евиденцијата на работното време со отпечаток е неприфатлива, понижувачка и спротивна на европските стандарди за заштита на лични податоци. Користењето биометриски податоци представува сериозно задирање во личниот интегритет на вработените. Според меѓународните и домашните правни стандарди, ваквите мерки мора да бидат нужни и пропорционални, што во овој случај очигледно не е исполнето. Министерството, како што велат во реакцијата, избира пристап на контрола и недоверба, што дополнително го демотивира персоналот кој онака работи под екстремен притисок. Здравството не е фабрика. Природата на медицинската работа, дежурства, итни интервенции, продолжени операции преку време на работа, бара флексибилност и вреднување на резултатите, а не механичко чекирање кое може да биде нефункционално, неправедно и подложно на злоупотреби. Став побаравме и од Лекарската комора на Македонија. Што мисли стручната Фела за новиот систем на евиденција на работното време? Оттаму ни одговорија дека најавената мерка не го адресира суштинскиот проблем во здравството, квалитетот на услугите и исходите за пациентите, бидејќи физичкото присуство не е гаранција за професионален ангажман. Сакаме да укажеме и на тоа дека во пошироката јавност оваа мерка може да се доживее како израз на недоверба кон медицинскиот кадар. Во услови кога здравствениот систем се соочува со сериозен одлив на кадар, секоја политика што може да влијае на демотивација треба внимателно да се преиспита. Важно е да се потенцира и дека отпечатокот од прст е чувствителен и неповратен личен податок, чија евентуална злоупотреба или протекување не може да се поправи како во случај кога постои злоупотреба на лозинка или картичка. Од комората бараат поширока и стручна јавна дебата за системски решенија, кои наместо да создаваат, како што велат, привидна контрола, ќе ја зајакнат одговорноста и ќе придонесат за вистинско подобрување на здравствените услуги. Воведувањето, одржувањето и управувањето со ваков систем бара значителни ресурси, кои можеби би имале поголем ефект доколку се насочат кон обезбедување на неопходните лекови и медицински материјали, или да се насочат кон подобрување на условите за работа, опремата или дигитализацијата на здравствените услуги. Некаде помеѓу резервите на дел од лекарите и ентузијазмот на министерот е клиниката за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар. Таму се поставени 3 апарати. Самата евиденција е многу брзо. Значи, апсолутно е ептен брзо. Дори картичка вадиш лево десно, тука доаѓаш само прстот го ставаш. Кај вас не помина сега? Не помина кај мене, пошто јас сум доле евидентиран на травматологија. Директорот Игор Мерџановски вели дека наскоро ќе се инсталираат уште 3 апарати со што ќе бидат опфатени сите 4 клиники кои функционираат во зградата. Но додава, тест фазата се спроведува само кај оние вработени кои доброволно се пријавиле. Секој ново решение може да предизвика почетна резерва, особено ако се доживее како дополнителна контрола. Затоа е многу важно да се комуницира со вработените, да им се објасни дека системот не е насочен према нив и против нив, туку е за воспоставување за фер и транспарентни правила, за подобра организација на организационите единици и клиниките, со отворен диалог, објаснување во придобивките и вклучување во системот на сите вработени
И верувам дека ваквите сомнежи ќе се намалат со текот на времето и дека овој систем ќе биде прифатен од сите. Дали системот ќе донесе суштински промени или ќе стане само екстра административна обврска? Мерџановски вели мерката нема да ги реши сите предизвици во здравството. Подобрата евиденција на присуство и ангажман може индиректно да придонесе за поефикасно користење на човечките ресурси, што на крај ќе се одразува за подобри здравствени услуги кои што ќе се даваат на пациентите. Исто така треба да напоменам дека покрај овој дел кој што ние го правиме како пилот проект, потребни се инвестиции, кадровско засилување и подобрување на работните услови на работниците. Според најавите на министерот Азир Алиу, како ќе одминува времето, така ќе се шири бројот на здравствени институции во кои ќе се спроведува тест фазата. За сега сепак нема прецизно одреден датум, кога системот ќе влезе во официјална употреба.